Почитувани гледачи, добре дојдовте. Во вечерашното издание 15 минути со разговараме со Нове Цветановски, издавач и собственик на издавачката куќа Македоника Литера. Со него ќе позборуваме за овогодинешното издание на Саемна книга, но и за приликите кои што се во државата поврзани со литературата и со издаваштвото воопшто. Господине Цветановски, Саемот на книга годинава се одржува под посебни пандемиски услови и е неотворено. Кои се впечатоците од годинишното издание на Саемна книга? За жал, сега Саемот се држува во многу поинакви услови отколку претходните години, и минатата година и ова година. Поради мерките за заштита од ковид пандемијата, има ограничување за посета на Саемот и тоа се одразува во севкупната атмосфера, затоа што не е суштината на Саемот ние да ги изнесеме нашите најнови и постари изданија, туку да може да ги видат или да ги купат и читателите. За жал, многу мина љубители на книгата поради оваа ситуација не се во можност да го посетат. Меѓутоа, и во ваква ситуација треба да се живее, треба да се работи, треба да работиме за афирмација на книгата, треба книгата пак да ја публикуваме и да им ја доближуваме до читателите. Ова е еден од патиштата книгата да стигне до читателите, се разбира има и други можности. Книжарниците, другите манифестации на продажба и промоција или во посебно време, во оваа ситуација последниве 2 години, актуелна е интернет продажбата на книгите и за наша среќа и за среќа на читателите таа функционира и еве да го соопштам тоа како информација, барем ние тоа така го чувствуваме. Интернет продажбата се зголеми за неколку пати последниве 2 години. Но и покрај тоа јас се надевам дека набрзо ќе се нормализира ситуацијата со ковид пандемијата и ќе се нормализира ситуацијата и атмосферата за одржување на вакви прекрасни книжевни пред се манифестации. Јас не ја сметам ова како панаѓурска или книжарска манифестација, меѓутоа првенствено книжевна и еден настан на кој што ќе се слави литературата. Гостин на штандот на Македоника Литера беше и писателот за деца Киро Донев, по потекло струмичанец. Колку е важно писателите да имаат една таква жива интеракција со читателите? Киро Донев е нашиот најзастапен автор во нашата издавачка продукција. Најзастапен не само домашен и странски автор, но и нашиот најчитан автор. Киро Донев традиционално е гостин на нашите манифестации, ние на нашите саеми и на други манифестации што сме ги организирале или сме учествувале. Тој е најчитаниот автор, а освен тоа е и најзастапениот кај нас со неговата понова продукција, затоа што ние објавивме 10 книги негови авторски или приредени од него. Ние сме имале таква ситуација кога имало премногу посета на нашиот штанд кога е гостин Киро Донев и за жал годинава нема организирани посети. Меѓутоа Киро Донев секогаш има своји читатели и тие го посетуваат и годинава на штандот и се надева на обострано задоволство, се сретнуваат и им подпишува своји книги. Киро Донев е институција во македонската литература за деца. Според мене тој е најшармантниот автор, најпосакуваниот автор кај помладата читателска публика и не е случајно и меѓу најпреведуваните автори за деца од Македонија. Зборувавте
дека голем дел од литературата се продава по пат на интернет. Сметате ли дека тоа можеби ќе биде еден од правците на развој на издаваштвото, на продажбата на книги, со оглед дека голем број издавачи во последниве години одбираат да издаваат, но дел од нивните наслови не се наоѓаат во книжарниците? Да, знаете што, уште пред 15 години актуелно беше електронското издаваштво. Имаше дебати или дилеми дали тоа електронско издаваштво ќе ја засене печатената книга. Се предпоставуваше дека тоа е иднината на книгата, меѓутоа реалноста го покажа спротивност, дека не може да го стави во втор план печатеното издаваштво, електронското. Книгата и на овој начин преку интернет нарачките, преку интернет продажбите стигнува до читателот. Меѓутоа ја нема истата функција како книжарницата или саемската изложба. Затоа што претпоставувам на читателот му е потребен непосреден допир на книгата, разгледување и избор на наслови на физичкиот примерок, а патем и среда со писатели како што еве овде ги имаме ние на сајмот на книгата. Македоника Литера е позната по тоа што издава доста стручна литература, меѓутоа и интересни и признати светски автори. Тешко ли е да се опстојува со оглед на тоа дека во земјава последниве години особено се продава тривијалната литература? Ние водиме посебна своја издавачка политика. Објавуваме исклучиво квалитетна литература. Значи, нас не не интересира тривијалната и комерцијална литература. Квалитетната литература не се продава. Се продава шундот и кичот, кој што за жал кај нас во последно време се повеќе го има. Се увезува многу лесно, веќе изрекламирано од Запад. Тоа е еден вид хартиено ѓубре кој што доаѓа на овој простор, а кој што ние со поблаги зборови го нарекуваме шунт литература, овој кичи шунт. Меѓутоа ние се обидуваме да обстанеме на овој начин. Ја бираме исклучиво квалитетната книга. Објавуваме книги од неколку области, односно и од неколку жанрови, меѓутоа основниот критериум не е естетската вредност на книгата. Тоа е најтешкиот пат во ова време, меѓутоа ние сме меѓу ретките, да наречем, можеби единствениот издавач кој што не објавил тривијална книга, а понатаму се бориме да обстанеме на овој начин. Ова е потешкиот начин, меѓутоа ние ќе настојуваме во иднина да си го задржиме тој наш принцип и да не поткрепнуваме на притисокот на комерцијалноста и на напливот на се и се што доаѓа посебно од надвор кај нашите читатели. Неколку години ја издавате посебната едиција со кинеска литература за деца, но и за возрастни. Источната литература не е многу застапена кај нас. Како дојдовте до таква соработка за издавање на кинески автори во Македонија? Точно, источната литература не е застапена, кинеската литература исто така. Кинеската цивилизација е најстарата жива цивилизација. Тоа не е случајно. Таа се потпира врз високи и културни, историски, и книжевни и морални вредности. Кинеската литература е многу богата, меѓутоа за жал во Македонија беше сосема малку застапена. Ние пред 10 години почнаме да ги објавуваме кинеските класици. Лао Це, Чуан Це и Конфуци. И забележавме дека тој вид на литература недостига. Тоа е литература која што нуди еден поинаков светоглед, која што нуди поинаков еден систем на морални и на книжевни и на цивилизацијски вредности, и мислам дека на една ваква средина, балканска и европска, дека му недостига тоа. Ние забележавме дека за тие книги има интерес и се случи да направиме по неколку изданија од тие книги. И потоа нашиот интерес се прошири, почнаме да соработуваме и со кинески издавачи, кинески автори и агенции, и благодарение на таа наша соработка и свртеност кон нов вид на литература што овде недостига, а е квалитетна, не е комерцијална,
почнавме да објавуваме и други книги кои што се темелни, базични за кинеската литература, култура и цивилизација, па и за современа Кина. Тоа го забележа и кинеските издавачи и така, бидејќи Кина е во последнава декада, односно последниве 3 декади, ама тоа е посебно изразено во последнава декада во доминантна смисла, е најперспективната нација и економија во светот и експанзивно ја шири својата култура, не својата милитантност, туку својата култура и духовна и цивилизацијска доблесност. Го забележа тоа некои кинески издавачи и така на предлог на кинеските издавачи, ние бевме еден од основачите на Унијата на издавачи на Кина и Централна и Источна Европа во 2018 година. И така Македоника Литера е учесник во Македонија, но истовремено и член основач на ова Унија, кој што има исто така широка активност, чие наше членство дојде благодарение на тоа што ние веќе интензивно објавуваме квалитетна, односно вредна кинеска литература. И еве денес стигнаме до близу 50 кинески книги, исклучително вредни, со строга селекција, и сакавме да ги покажеме и на овој саем, и затоа на овој саем одвоивме посебен штанд кој што го нарекуваме кинеска полица. На ова кинеска полица ние го нудиме најдоброто од добрата кинеска литература. Пандемијата со COVID-19 втора година го обструира нашето функционирање и живење воопшто. На кој начин го погоди издаваштвото? Во секој случај негативно се одрази. Прво, негативно се одрази во меѓународната соработка, барем ние тоа го забележавме, затоа што над 50% од нашата издавачка продукција се преведени книги, а нам ни е битна таа комуникација, посебно ние се свртевме сега кон далечниот исток, односно со Кина, учествуваме на тој саем, присуствуваме на тие настани манифестации таму и еве 2 години веќе тоа ни е некако возможено. Меѓутоа, светот технолошки брзо се развива и благодарение на тоа повисоко технолошко ниво некако се одржува и лесно се адаптира. Меѓутоа не го компензира сето тоа, туку само се адаптира на таа ситуација и заради тие нови моменти и ние некако се вклучивме во тој интернационален, меѓународен контекст на соработка. Така кинезите први почна со онлайн саеми, со интернет настани, во кои што и ние бевме вклучени. Ние уште минатата година учествувавме на 3 такви меѓународни настани, а истовремено учествувавме на интернет саемот во Пекинг. Пекиншкиот саем на книгата, кој што последниве години беше втор по обем според бројот на учесниците, според бројот на издавачите, според бројот на посетителите, последниве години изби на прво место. Според тие параметри и пред саемот во Франкфурт. Минатата година тие го организира и на интернет платформа. Интернет платформа која што лани се одложи за 1 месец, таа интернет платформа од физичкиот саем, и ние бевме учесници на саемот во Пекинг и имаме свој штанд на таа интернет платформа која што се уште е активна. Значи, таа не беше активна само тие 7 дена додека траеше саемот, туку цела година. И благодарение на таа интернет платформа ние имаме соработки, постојана комуникација со кинески издавачи, со издавачи од далечниот исток, меѓутоа и од цел свет. Затоа што во Пекинг учествуваат неколку илјади издавачи од цел свет. И само што ова сакам да кажам. Навистина негативно се одрази оваква ситуација. Тоа сите го знаеме во Македонија, затоа што едно време не работеа библиотеките. Беше ограничено влегувањето во книжарниците, се намали посетата на книжарниците. Значи, во секој случај негативно влијаеше. Се надеваме дека се подобрува ситуацијата и дека има можности книгата и ние издаваштвото, каде што негативно и во економска смисла, и во организацијска, и во продукцијска смисла го почувствуваме. Се надеваме дека
барем ќе има подобрување постепено. Исклучително важно е издавањето на квалитетни книги на македонски јазик, особено за земја и за народ со мал број говорители како македонскиот. На кој начин може да ве поддржи и дали доволно ве поддржува државата? Па, не дека немаме поддршка од државата, имаме. Како и во другите помали земји, и во нашата земја, и во Македонија има фонд за финансиска потреба на книгите, односно кај нас тоа функционира преку годишната програма на Министерството за култура. Сега друго е прашањето што се финансира. Знаете, пред неколку години имаше случај кога таму неекспонирани, меѓу неекспонираните наслови, најдобро поддржаните, имаше наслови кои што му припаѓаат на Шундотекичот. Значи, имало поддршка која што не била секогаш рамноправна, рамномерна споделена. Меѓутоа, мислам дека основниот момент, најважниот момент во сета оваа ситуација не е директната поддршка, туку е економскиот статус на купувачот. Значи, кај нас е многу ниско економскиот стандард. Ние во последниве години паднавме пониско од некои балкански земји. Јас гледам дека дека цената на книгата кај нас и во соседните земји не е иста. Кај нас останува иста, тоа значи дека паѓа куповната моќ. Значи, за да функционираме добро на пазарот како издавачи, значи и како трговци, не само како продуценти на книжевни вредности, на уметнички вредности, на книжевни дела, многу е важен економскиот момент. За жал, кај нас долго време трае таа транзиција, таа економска криза, и тоа најмногу се одразува во нашава сфера која што не е комерцијална, а е меѓу ретките приватизирани во сферата на културата. Знаете, многу полесно име во некои други дејности, во уметноста и во културата да функционираат, бидејќи се функционираат преку установи кои што се директно финансирани од Министерството за култура, односно државата, како што се театарот и така натаму. Нам ни е тоа многу потешко, затоа што со нашиот пазар одиме на пазарот, односно се бориме за опстанок во издаваштвото. Господине Цветановски, ви благодарам за разговорот. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Довидување.